9 часот и 30 минути со чест и задоволство ви посакувам добро утро и добро ми дојдовте во новото издание на Квадрат. Подготвивме и за денес доста интересни теми, верувам дека ќе ви помогнеме во уредувањето на внатрешниот, овој пат и надворешниот простор, меѓутоа и добро ќе се забавуваме и се надевам дека ќе внесеме многу убава енергија во овие летни денови во вашите домови. Почнува новиот Квадрат, а што ќе гледате во него, ви откривам само накратко во продолжение. Во новиот Квадрат ви помагаме да го уредите вашиот надворешен простор. Одбираме лулашка и правиме детоксикација на домот. Останете тука. По рекламите почнува новиот Квадрат. Во овие топли летни денови, особено вечерните часови, сите сакаме да поминуваме време на отворено, каде и посвежо, каде има повеќе воздух и да уживаме во се она што ни го нуди природата. А за да уживаме во природата, треба да уживаме и во она што ние самите сме го создале од нашето капче. Па затоа во продолжение ние ќе ви помогнеме да го уредите вашиот надворешен простор. Без разлика дали барате идеи за уредување на дворот, за преуредување или инспирација да го приспособите за да одговара на вашите потреби, како што се градинарски мебел, асфалтирање, светла, растенија, огради, платформи и друго. Во следниот прилог можете да најдете идеи што може да ви помогнат да го трансформирате вашиот двор, без разлика дали е голем или мал, и дефинитивно ќе зголемите вредноста на вашиот имот. Но пред да продолжиме со било какво уредување или редизајнирање, погледнете го вашиот двор како целина. Размислете како сакате да го искористите. Засадете или одгледувајте зеленчук, сончајте се, јадете под отворено небо или едноставно седнете да уживате во шолја кафе. Одговорите на овие прашања ќе ви дадат и јасна представа за тоа како треба да изгледа вашиот двор. Еве неколку чекори кои ќе ви помогнат да го искористите просторот што го имате на најдобар можен начин. Ставете го вашиот тревник во форма. Погледнете низ прозорецот кон дворот и неголемата форма што веројатно ќе ја видите е вашиот тревник. Неговата форма ќе му даде на дворот добар почетен изглед, но запомнете дека тоа не мора секогаш да биде правоаголник. Може да е и овална, кружна, квадратна или долгнавеста форма. Планирајте го вашето седење. Најдоброто уредување започнува со структурни растенија исполнети со прекрасни цветни растенија. Затоа користиме зелени грмушки на крајот од секоја ограда и доколку сакате нешто да истакнете. Вклучете мали грмушки како што се топчести или големи зелени растенија, како што се махагони, за големи површини. Откако ќе ја имате оваа рамка, пополнете ги празнините со убави цветни растенија. Обидете се да се придржувате до само 5 или 6 различни типови и наредете ги во повторни образци за координиран и хармоничен ефект. Ширината 1 метар или повеќе е совршена големина, што ви дава доволно простор да поставите помали растенија напред со повисоки заднив ако немате доволно простор. Можете да садите и ползавци. При изборот на цветни растенија обидете се да направите некои од нив да бидат повеќе годишни. Садете и дрвја. Зрелите дрвја можат да бидат почетна точка за големи дворови. Тие создаваат природна сенка и можат да се користат како крошна за летниковци, за висечки светилки или висечки украси. Дрвјата исто така може да го ограничат погледот кон вашиот двор, да штитат од бучава и да имаат значителни придобивки за природата, обезбедувајќи полен од инсектите и за солниште за птиците и претварајќи го јаглеродниот диоксид во кислород. Растечки тренд се дрвјата со повеќе стебла. Садењето на овие растенија може да создаде елегантни настрешници кои создаваат впечатлива структура и создаваат шумски амбиент во дворот. Следно е поплочувањето. Бојата и стилот на поплочување и начинот на поставување можат да бидат значаен дизајнерски акцент за целиот двор. Например, сиф или бел камен поставен во случајна шема ќе даде изглед на француска градина. Црно или серебрено поплочување организира во редовен дизајн и ќе формира елегантни и модерни шеми, додека златниот камен распореден во мешана шема создава чувство на англиска градина. Направете убава шема со усогласување на вашите растенија во вашиот избор за поплочување. Например, сивиот или бел камен изгледа одлично со виолетови или бели цветови. Црните и сребрените плочки изгледаат неверојатно со силни бои како црвена, портокалова и жолта. А златното поплочување е најдобро со цвеќиња кои имаат нежни тонови, како розово, лаванда и жолта креда. Направете различни нивоа.
Дали вашиот двор е на различни нивоа? Ако не ви се допаѓа идејата за камени скали, можете да постигнете безпрекорен изглед на вашиот постоечки тревник, например со тоа што ќе дозволите проток од еден простор во друг. Можете да користите шари од трева, интегрирајќи ги во постоечкиот тревник за да го поврзете долниот двор со површината над него. Ако имате нерамна или коса градина, подовите се идеална и сплатлива опција за израмнување. Подот исто така може да се подели на нивоа, што го прави идеален простор за градинарски мебел. Еколошки композитни подни панели кои не бараат одржување се иновативна мешавина на полиуретански и минерални мешавини, кои нудат изглед и убавина на природно дрво. Овој слободен под има непорозен горен слој, така што во основа се чисти, па дождот ќе ја заврши најнапорната работа. И доаѓа на ред мебелот. За помали дворови и тераси можете да изберете мебел со преклоп или клупи кои може да се стават под трапезариската маса кога не се користат. Софите во форма на L може да бидат многу практични, додека поголемите простори може да се окупираат со комплети за седење, со соодветни столчиња, софи и маси, лежалки и дневни кревети или модерни високи столчиња. Инвестирајте во добар комплет градинарски мебел кој ќе трае со години. Оставете доволно простор секој човек да седи удобно и да извлече свој стол. Експертите за пейсажна архитектура и дизајн на градини се согласуваат дека трапезариската маса најдобро функционира во делот на дворот, на кој во раниот дел од денот излегува многу сонце, додека местата за седење се идеални за уживање во вечерните часови. Ако не можете да го преместите вашиот градинарски комплет во затворен простор во текот на зимата, купете навлаки за мебел, за да го заштитите и да го продолжите неговиот животен век. И каков и да купите градинарски мебел, не заборавајте да го опремите со надворешни перничиња за дополнителна удобност. Да не заборавиме и на другиот градинарски мебел како лежалки, скара на отворено или огниште. Сето тоа според средствата што ги имате и можете да ги потрошите за купување. Граничните ѕидови, оградите или живата ограда можат да бидат највидливиот елемент, па затоа е навистина важно тие да изгледаат добро. Не мора сите да бидат исти, но обидете се да обезбедите визуелни врски помеѓу нив. Например, може да имате исти тип на ограда и да насадите ползавци во координирани бои покрај нив. Ако не можете да ја смените оградата, опојте ја или покрите ја со летви. Одделни зони во дворот. Ако просторот дозволува, посебни зони можат да бидат украс на дворот. Можете да одвоите дел за уживање и релаксација. Дел доколку сакате да имате собствена градина во која би одгледувале зеленчук, како и простор за летна кујна и подготовка на храна на отворено. Размислете како можете да го претворите вашиот надворешен простор во релаксирачки рај со удобен градинарски декор и мебел. Во основа сакате да создадете изглед на дневна соба, само надвор, а не внатре. Затоа имајте го на ум кога барате декор и додатоци. Например, би можеле да инвестирате во тепих на отворено, градинарски огледала, водоотпорен звучник, греач на двор. Има многу идеи што можете да ги најдете, од дрвени летниковци до летни кујни, па се до сложени места за седење од ковано железо, во комбинација со стакло и камен. Изборот е исто така во согласност со вашиот буџет. Зелените ѕидови стануваат се повеќе популарни во дизајнот на градината. Можете да ги поставите каде било, само не заборавајте да ги изберете вистинските растенија за тој дел од дворот, исто како што би го направиле тоа со оградата. Достапни се и многу зидни жарденјери, па пронајдете го оној кој најмногу ќе одговара на вашиот простор. Мешавина од цветни грмушки и повеќе годишни растенија ја надополнуваат зимзелената рамка и создаваат одличен ефект во текот на целата година. Алтернативно, можете да поставите држачи за сакси до обичен зид и да користите лазечки растенија и зидни грмушки. И на овој начин ќе создадете зелен зид. Не заборавајте на светлата. Никогаш не потценувајте колку е важно осветлувањето за создавање на атмосфера во вашата градина. На ист начин како што инсталирате внатрешно осветлување, сторете го тоа и со осветлувањето во градината и изберете различни извори на осветлување за да можете да уживате во надворешниот простор, дури и кога сонцето заоѓа. Постои еден детаљ кој вашата тераса, можеби балкон или двор ги прават вистинска оаза за уживање. Тоа е лулашката.
Има секакви во денешно време, можете да одберете различни пред се да се спојат со остатокот од естетскиот дел во вашиот двор, тераса или балкон, меѓутоа и да биде доволно удобна за да уживате во текот на целите летни па дури есенските денови. Како да ја одберете вистинската за вас, ви откриваме ние во прилогот кој следува во продолжение. Добро, сите знаеме колку се вредни лулашките кога станува збор за дворот или балконот. Но дали некогаш сте се запрашале што, освен неизбежната цена, диктира купување на една од нив? Од што треба да се водиме кога ќе се одлучуваме да купиме ваква или онаква лулашка? Дали треба да размислуваме само за изгледот и обликот или да се потпреме на декларацијата и материјалот од кој е направена? Порано се знаеше дека градинарските лулашки се претежно строги, правоаголни по форма, најчесто дрвени, убаво лакирани, бели или неутрални по боја. И тоа беше се. Денес ваквите лулашки се уште можат убаво да се вклопат во рустикалниот амбиент, но повеќето луѓе се уште не ги избираат толку често за својата градина. Тие се заменати со овални, јајцевидни или што и да е, што секако придонесува за многу пооригинален изглед на дворот од нивните претходници. Иако дрвото е безвременски материјал, собствениците на дворови генерално ги избегнуваат токму затоа што е потешко да се одржува. Металните лулашки, како и оние направени од ПВЦ материјал, генерално се побарани, иако и во овој случај одреден степен на заштита не може да се избегне во зимските месеци. Например, ако се одлучите за лулашка од нераѓосувачки челик, таа сигурно ќе биде отпорна на UV зраци и корозија, но во тој случај ќе мора да се инвестира многу повеќе пари во дополнителен материјал, односно перници. Причината е едноставна. Овој материјал се загрева повеќе на сонце, што важи и за алуминиумските лулашки. Веројатно најбарани со години се лулашките направени од ратан и полиратан, лесни, отпорни на гниење и отпорни на различни временски услови. Кога станува збор за нега, овој материјал бара само миење со сапун, а неговиот единствен недостаток е што не може да се чува на отворено во текот на зимата, ако тоа воопшто може да се нарече недостаток. А она што дефинитивно ја прави лулашката удобно место за седење се перниците, кои навистина треба внимателно да се изберат. Едноставно осигурајте се дека и седиштето и делот каде што се потпира грбот се подеднакво удобни и меки за да не завршите со плускавци и модринки. Идеално перниците треба да бидат водоотпорни, лесни за одржување и исто така да се вклопат во околината. Конечно, да не заборавиме да додадеме уште еден важен детаљ што треба да го има на секоја лулашка, а тоа е покрив, таков што може да се движи лево-десно, горе-долу, со цел да се обезбеди идеална заштита од сончевите зраци. Големината на просторот што ви е на располагање е она што го диктира купувањето на лулашката. Но тоа не значи дека меѓу толку многу достапни модели, облици и големини не можете внимателно да размислите и да ја изберете вистинската за себе. Летото е пред вратата, но сепак имате многу време да инвестирате во вашиот двор и да му дозволите да блесне во свој пон сјај оваа година. И овој квадрат ќе го завршиме со една многу важна тема за да уживате во вашите простори и во вашиот дом. Сите ние почесто зборуваме дека домот е место кое пред се треба да ни нуди спокој и мир и да не релаксира и да не опушта после целиот напорен работен ден и после се она што го нуди секојдневието во ова урбано модерно темпо на живење. Затоа домот треба да биде чист, убаво уреден и да ни влева многу спокој. Како таков, треба да биде детоксициран. А како да го направите тоа, ќе ви откриеме ние во последните минути од ова денешно дружење. Уживајте во она што следува. Не мора да бидете обседнати со стилот на чист живот, за да се преличите кога вашиот дом почнува да ве заморува наместо да ве смирува. Премногу силни мириси, стари пластични садови кои ја изгубиле својата форма, куп ситници кои повеќе немаат никаква функција. Сето ова полека создава чувство на тежина во просторот. И токму во овој простор живеете, спиете, јадете и ги полните батериите. Па околината има поголемо влијание отколку што изгледа на прв поглед. Домашната детоксикација не е тренд, туку враќање кон едноставноста во секојдневниот живот.
без крути правила и драстични промени, преку мали, промислени чекори кои го прават просторот полесен, почист и попријатен за престој. Се започнува со секојдневни производи кои често се земаат здраво за готово. Средства за чистење, детергенти, сапуни и разни спреови доаѓаат во директен контакт со кожата и површините во домот. Поентата не е целосно да се елиминираат, туку да се направи повнимателен избор. Пократки декларации, помалку интензивни мириси и поедноставни формули. Истото важи и за козметиката, бидејќи се што се нанесува на телото некако станува дел од секојдневниот живот. Постојат два невидливи елемента кои играат посебна улога – воздухот и водата. Филтрацијата на водата може да биде мал, но значаен чекор кон чувство за поголема чистота во домот. Кога станува збор за воздухот, прекумерната употреба на миризливи свеќи и освежувачи во воздухот чисто го оптоварува просторот, наместо да го збогати. Многу природно решение лежи во едноставно отварање на прозорците и овозможување циркулација на воздухот, што веднаш ја менува атмосферата. Кујната е уште една област каде што промените најлесно се забележуваат. Старите пластични садови, изгребаните тави и строшените садови со текот на времето ја губат својата функционалност и безбедност. Нивната замена со стакло, керамика и нередјусувачки челик носи не само естетско подобрување, туку и чувство на ред и безбедност. Истото важи и за исхраната. Помало потпирање на индустријски преработени производи и поприродна храна постепено го менува дневниот ритам. Поентата не е совршен дом, туку простор што не оптоварува. Домашната детоксикација не функционира како проект со јасен крај, туку како процес што се одвива преку мали, свесни одлуки. Целта не е естетски идеал, туку средина во која може полесно да се дише, да се остане помирен и подобро да се одмори. И тогаш домот престанува да биде само простор и станува вистински сојузник на секојдневниот живот. Замислете да ја отворите вратата од вашата куќа и да зачекорите во волшебен свет, исполнет со палми, кои се нишаат на ветрето. Рум што ги искушува екзотичните вкусови и шарени лампиони кои светкаат во самрак. Добре дојдовте во Тики градината. Мал екзотичен рај кој комбинира ретро шарм, тропска мекост и неодолива доза на весела екстраваганција. Ако ви здодеа класичната слика од дворот и сакате нешто разиграно, опуштено и инспирирано од духот на Полинезија, еве неколку идеи како да го трансформирате вашиот надворешен простор во вистинска оаза на стил, боја и карактер. За почеток внесете оган во атмосферата. Оганот е срцето на Тики атмосферата, символ на вечерното собирање, топлина и мистицизам. Стилски надворешни камини, рустикални бамбус факели или дискретни соларни светилки во облик на пламен создаваат автентично чувство на далечни острови. Ако сакате вистински вау ефект, поставете централен камин или метален камин совршено место за вечерните коктели, друштва и приказни раскажани во светлината на пламенот. За брза и прифатлива опција, едноставно наредете неколку факели меѓу растенијата. Ефектот на тропски рај е загарантиран. Бујна вегетација, вистинска или вештачка, но секогаш ефикасна. Богатата флора е душата на секоја Тики градина. Иако можеби немате услови да засадите вистинска кокосова палма или манго, растенијата со бујни екзотични лисија создаваат вистинска атмосфера во џунглата. Големи папрати, украсни банани, каталеи и ползавци се одличен избор. И ако почвата и климата не ви се сојузници, квалитетните вештачки растенија и светилките помеѓу цвеќињата во вистински растенија обезбедуваат визуелна рамнотежа. Во светот на Тики, ниедна импровизација не е грев. Напротив, тоа е уметност. Играјте си со природни материјали и текстури. Тики естетиката е богата со слоеви и текстури. Дрво, ратан, бамбус, кокосови влакна, камчиња, па дури и стара морска мрежа, обвиткана над перголата. Сите овие материјали му даваат на просторот рустикален, топол и автентичен шмек. Користете стари палети за подот, вметнете рачно ткаени килими, украсете го мебелот со јаже или плетени детали. Побарете инспирација во познатите тики барови од Хавај и Тахити, каде дизајнот со години се заснова на природни материјали и релаксиран луксус. А боите пак раскажуваат приказна. Заборавете на неутралните тонови.
Овде доминираат фуксија, тиркизна, лимета зелена, портокалова и златна. Градината Тики е експлозија на бои и забава. Користете перници со мотиви од тропски цвеќиња, покривки со папаја и ананас, лампиони со неонски нијанси и столчиња облечени во шарени ткаенини. Комбинирајте се, без правила, колку повеќе, толку подобро. Естетиката е инспирирана од хавајските фестивали, танчерите на хула и летните карневали. Тропско катче за одмор и хедонизам. Во Тики градината најважно е да се опуштите. Бамбус табуретки, хамаки, настрешници од бастун. Сето тоа создава амбиент како од луксузно одмаралиште на Бора Бора. Додадете неколку перничиња, муслин завеса, па дури импровизирана сламена колиба. Најдете катче каде што можете да се исклучите од секојдневието и да заборавите каде сте за момент. Неопходен е и воден елемент за смирувачка елеганција. Звукот на вода носи мир и чувство на оддалеченост од метежот и вревата во градот. Без разлика дали ќе се одлучите за минималистички водопад над зидот, фонтана со зен сакси или украсно езерце со водни растенија, овој елемент му дава на просторот зен баланс. А за уметнички допир, масата направена од прозирна смола која ја имитира надворешната површина на водата е вистинско парче за софистицирани средини. Нема Тики свет без коктели. Поставете мал бамбус бар, импровизирана тезга со шарени мотиви или дури и симпатичен бар вагон со екзотични чаши, рум и ликери. Дајте му име на вашиот бар. Деталите се исто толку важни како и вкусот. Тики естетиката не се плаши од кичов, таа го слави. Фигури на Тики богови, танцувачки хула кукли, ретро постери со хавајски мотиви, па дури и керамички ананас садови. Се има место во овој светол, безгрижен концепт. Во овој стил постои само едно правило – задржете ја насмевката на вашето лице. Тики градината не е само стил, тоа е чувство. Психичко бегство дури и кога останувате дома. Не мора да одите на Хавај за да го почувствувате неговиот дух. Доволно е малку фантазија, хумор и љубов кон боите. Следниот пат кога ќе седнете во вашата градина со чаша освежителен коктел, барем малку ќе се чувствувате како да сте на екзотичен одмор, а можеби дури и како времето да застанало за момент. А сега ве оставаме да уживате во вашиот убаво уреден дом, убаво уредена градина и да уживате во се она што го носи летото. Се надевам дека научивте доволно од нас и уште повеќе се надевам дека дел од овие совети успешно ќе ги примените во вашиот простор. Ви благодарам што бевте дел од овој квадрат, се гледаме повторно наредната недела. До тогаш, пријатно!